Здраво на сите, веројатно ме слушате. Ако ме слушате, знаете како е процедурата, кој е најбрз на прсти, ве молам да пишете да, се слушаме, се гледаме, или доволно, сосема едно да ќе биде доволно. Ана, фала ти, Ана, на брзината. Колеги, пријатели, архитекти, ви благодарам на присуството. Се надевам дека ве фаќам во убаво здравје, тежок период е за сите, за нерви, за здравје, за работата се надевам дека е добра работата кај вас. Градежништвото е една од гранките која што не претрпи големи или не претрпи никои станоградбата, гледам из Македонија дека не претрпи малтене никакви загуби, така да мислам дека ве фаќам се надевам дека ве фаќам во убаво расположение. Гледам дека има одличен интерес за вебинари, особено што откако завршивме со оние вебинари со општи теми, градежно-физички, градежно-биолошки, кога веќе ги ставаме нашиве системи во контекст, мислам дека зголемивме на практичност, на практична вредност на овие информации кои што ги споделуваме. Ова ни е последно гледање пака онлайн за 2020 година. И посакувам убаво и лесно да се ја завршите годината и сето тоа попратено со многу здравје. Ке почнеме одма со вебинарот. Дали го гледате екранот? Пак ке ве замолам за едно да. Насловната страна, проектирајте хотели со КНАУФ. Одлично. Добив коментар дека не е време за вебинар за хотели, меѓутоа баш имав средба последниве месец-два со неколку инвеститори идни на хотели во Македонија и рекоа баш сега е период вика за вебинари, односно за информации за хотели, затоа што кога ќе се опорави глупоста која што не снајде со коронава, вика луѓето толку ќе почнат да патуваат што многу брзо ќе се воздигне пак целата таа индустрија. Хотелите во принцип на оваа презентација ќе слушнете 10 на 20% информации кои што ги слушнавме и кај вебинарот за стамбени згради и кај вебинарот за куќи, затоа што кога збориме за звучната изолација, да речеме, збориме за истите начала, па дури и слични, ако не и исти барани вредности. Значи, нормално зборуваме претежно за сувомонтажни системи и нивната примена во хотелската изградба ги носи скроз истите предности. Значи, повторно врвна звучна изолација, брза градба, што е многу важно, посебно во овој тип на изградба, повеќе простор. Сега овдека не е тоа простор за продажба, меѓутоа сме имале неколку хотели, ќе го спомнам еден Мериот во центарот на Скопје, кај што заради некои промени во тек на градба се добија повеќе соби на секој спрат и секој сантиметар беше важен за да се постигнат минималните параметри на ланецот Мериот. Нормално, поголема безбедност заради товарите, цврстина и отпорност таму каде што се бара, влагоотпорност и водоотпорност, ќе видиме понатаму каде како, просторна клима, што и како е важно за едно нормално одмарање на туристите и флексибилност. Флексибилноста мислам дека не ја спомнав во понатамошните слайдови, тука ќе се задржам. Ова е една ставка која што им е многу важна на инвеститорите, на локалните инвеститори би ги нарекол на хотели. Значи, оние кои што работат хотели за своји потреби, кои што не планираат да го стават под некаква франшиза. Моето искуство е дека кога се проектира за одредена франшиза, нема никакви малтене промени во просторот во текот на животниот век на хотелот. Додека кога се работи за локални хотели, што не се дел од некоја франшиза, тоа се хотели кои што се поживи. Што значи поживи? Инвеститорот после година-две ќе свати дека одредена големина на соби многу полесно му се издава од некоја друга. Така да оваа флексибилност на нашите ѕидови дефинитивно прави многу брзо, многу ефтино и многу лесно да се изведе една пренамена на хотелските соби. Секако прво почнувам со законските и барањата на регулативата за градежната физика и ќе спомнам дел од франшизите. Значи пак оние фамозни 52 децибели кои што на неколку пати до сега рековме дека се
лимит или некоја гранична вредност на добра и лоша звучна изолација. Се што е 52 нагоре е заштита на интимата и на мирот, се што е под него е немир. Односно, имам една не е анегдота, него е искуство, што стално го раскажувам. Пред 7-8 години бев на викенд во Банско, еден хотел со многу слаба звучна изолација, и до мене имаше едно семејство, македонци, толку беа гласни, имаа две деца, веројатно беа на некои 5-6-7 годишна возраст. Се сеќавам, Златко и Леон им се викаа децата. Ако знаете некои родители што имаат деца Златко и Леон, поздравете ги од комшијата. Значи, тоа беше толку слаба звучна изолација, нити одморив до 12 до 1 рипаа. Значи, ете колку е важна звучната изолација во хотелите. Хотелите сепак се места каде што е потребен и така мирот. 46 до 52 кон ходници. Зошто викам 46 до 52? Затоа што има разлика помеѓу законската регулатива и барањата на франшизите. 57 помеѓу соби и погонски простори, 52 кај таваници. Кај термичките барања, пак законот за енергетска ефикасност, тоест за правилникот за енергетски карактеристики на згради, еве го. Овие се барањата кои што се со нашиве системи како лесно постигливи. Иначе нормално ова се документите од каде што ги извадив овие барања. Ова лево е се уште актуелниот правилник за звучна изолација, тоест стандардот J6201, кој што многу јасно пропишува овие параметри во хотели. Читајќи го правилников, се сетив дека вебинаров не само што ги покрива хотелите, туку ги покрива и студентските домови, покрива многу популарните во последно време домови за пензионери. Пензионерски домови никнат на секаде низ Македонија, многу интересен бизнис, и ова се параметрите што ги покриваат и нив. И на крај ова е еден извадок, не спомнувам од која франшиза, ова е еден голем ланец на хотели кој што во последниве 10 години влезе во Македонија. Ова се нивните параметри на измерена звучна изолација. Значи они идат до страшно висока 60 децибели звучна изолација. Страшно висока. Не е страшно висока, пак е лесно постиглива со нашите системи, меѓутоа 60 децибели е стварно моќна звучна изолација, ако земете дека тоа е некое гласно урлање, да биде скоро нечујно во другата просторија. Така овие франшизи се грижат за својот имидж во светски рамки. Во последниве 10 години, 15, ќе речам 30 години веќе, затоа што во Македонија довербата во сувата градба први ни ја подарија хотелите. Ова е еден, на овој слайд гледаме неколку 20 на 30 логоа на хотели кои што ги имаме во Македонија и во регионов, светски или локални франшизи. Ќе почнеме од Рамада, Ибис, Мериот, Хилтон, Холидей Ин, Принцес, тоа се Лимак, за брзо време ќе го пуштиме, така да ова се ланци со кои што не се гордеам посебно, не се гордеам повеќе од колку локалните хотели, туку се ланци кои што имаат дефинитивно многу построги критериуми при избор на системите. Понатаму долниве логоа се на хотели во Македонија, а ќе го оставам за крај како коментар резортот One and Only. Ќе правиме еден попис на системи кои што ќе ги спомнеме на овој вебинар. Ќе збориме за оптимални решенија за преградни ѕидови помеѓу соби, помеѓу апартмани и во апартмани. Зборуваме за фасадни зидови, ќе зборуваме за моторисување и глетување, доколку се работи за некаква санација, ќе зборуваме за контактна фасада, зборуваме за изолација на кров, системи за поплачување, што е многу важна ставка во хотели, зашто имаме едноставно интериерот на хотелите во последниве години има доста поплачување, системи за хидроизолација и така натаму. Еве ги простории, типовите на ѕидови кои што ќе се појават во еден апартман или во една хотелска соба. Нормално тука ги имаме ѕидовите помеѓу суви простории, кој е поголем апартман, тоа се ѕидови кои што ги двојат собите. Имаме ձидови кон влажни простории, кон тоалети, кон бањи, кон понатаму можеби во сауни. Ձидови кон влажни простории со инсталации за одвод, ќе спомнеме неколку начини на спроведување на инсталациите и на крај ձид помеѓу простории со голема разлика во бука.
погонски простори, сали за хотелски ресторани, сали за свадби, се повеќе и повеќе ги имаме низ Македонија. Ова е зидот кој што од срце ви го препорачувам како зид помеѓу суви простории. Значи, тоа е стандардниот 212 преграден зид со петка конструкција. Тоа зашто викам со петка конструкција? Затоа што многу практична и за проектирање и за изведба, со петка конструкција кај 212 добиваме зид со ширина од 10 см, а со доволно добра изолација сериозно да го оддели тоалетот и бањата. Овдека нема ни еден правилник на франшиза или законски не ја регулира оваа звучна изолација. Значи, никаде во свет. Ова е оставено на одговорноста на проектантот, затоа го препорачувам ова економично решение за раздвојување на сувите простории. Еве ги висините, значи можеме со наједноставниот систем, значи збориме со петка конструкција и со нормално меѓурастојание на профилите да постигнеме минимум, тоест максимални 4 метри. Доколку има поголема висина зидот, секако да има со згуснување на конструкцијата. Доколку се работи за ова се дел од деталите, имаме нормално појачување на вратните отвори. Дури ќе ви кажам еден трик и со клизната врата во претстојните слайдови. Нормално према тоалетот. Тоалетите истиот систем со тоа што кон влажната просторија кон тоалетот одиме со импрегнирани плочи. Ова искуство ни од сите хотели кои што сега ги видов, но еве клизната врата која што ја спомнав. Хотел Лимак, кој што реков дека ќе го пуштат во промет во следниве месец, максимум нека биде 2, а сите врати помеѓу соба и тоалет се решени со клизна врата. Едноставно, елегантно решение, кое што вас како проектанти ви дозволува да ставите многу повеќе содржини во тоалетот. Водењето на инсталациите како заради противпожарноста, како заради звучната изолација, така и заради естетиката е многу важно да се изведе квалитетно, а тоа е нешто што го нуди нашиот систем V116. V116 е многу близок систем до нашиот преграден зид V115, кој што во следните слайдови ќе ви го препорачам како зид помеѓу апартмани, тоест зид помеѓу соби. И ова е систем во кој што може да влезат, еве гледате ширината, зидот може да биде од 15 плюс сантиметри. Што значи тоа? Овие две подконструкции кои што ги гледате, заедно со поплачувањето се 15 сантиметри. Овој мев кој што го гледате помеѓу двете конструкции во тој мев треба да се сместат сите одводни инсталации. Значи збориме за цевки, збориме за вентилации. Тие инсталации ќе диктираат ширината вкупна на самиот зид. Нормално модерната архитектура налага се повеќе елементи да се скријат во тој зид. Еве детали за изведба на санитарни елементи. Значи тоа е едно многу интересно, многу елегантно решение за криење на инсталациите, кое што морам да кажам незначително, да не речам, не ја намалува звучната изолација на зидовите. Ова исто така многу важен податок, затоа што овие зидови се релативно доста оштетени. Што значи оштетени? Има многу инсталации што ја пробиваат зидната облога на овој систем. Еве ги деталите, ви стојам на располагање. Да ви се извинам за минатиот вебинар, не ви ги испратив информациите кои што ви ги ветив. Во понеделник ќе ги добијате и за претходниот вебинар за стамбени згради и овој за хотели во посебна пратка. Да не ги заборавам, можеби најбаналниот елемент, меѓутоа најпрактичен во нашите системи, ревизиските отвори, кои што во секој момент ни овозможуваат да имаме контрола над инсталациите скриени во зидот. Ова морам да го споделам со вас, ова е интересно решение на инсталациите. Или, вака ќе направиме, ќе одам на зидот 215, за да видите како изгледа таа спојка. Извинете. Вака. Помеѓу апартмани, помеѓу соби ви го препорачувам зидот 215. Тоа е составено двојна подконструкција, двострана поплочена, со или без оваа плоча пета помеѓу.
Препораката, моја препорака е, затоа што и без петата плоча ја задоволуваме звучната изолација и противпожарноста, а петата плоча значително делува на звучната изолација, меѓутоа за многу повисоки звучни изолации, за хотелска изградба ви ја препорачувам без неа. Еве како изгледа тој преграден зид, значи гледате тоа е двојна подконструкција на двојна подконструкција меѓусебно разделена со парчиња дих трака. Ги гледате вие парченца дих трака, значи вие две подконструкции се малтене залепени една до друга, за разлика од системот 216 кај што се раздвоени заради инсталациите. Сега се вратам тука. Ова е еден интересен детал кој што го имаме применето на исто така една странска франшиза која што е влезена во Македонија со хотел. Погледнете го спојов. Значи овде го имаме системот 215 кој што има таа звучна изолација од прилика 64 децибели. На местото каде што тој зид веќе преминува од зид помеѓу тоалети, тој се претвара во 216 со едноставно раздвојување на подконструкцијата и веќе добиваме еден широк мев низ кој што може да поминат сите инсталации. Ова е барање на франшизата затоа што овде гледаме една интересна шахта или канал противпожарен, 90 или 120 минути според елаборатот, кој што ги собира сите инсталации од соседните тоалети и ги носи некаде во подрум. Ова е интересно противпожарно решение, ова е сектор сам по себе, кој што во овој случај во случајот на овој хотел беше 120 минути раздвојување на хотелските соби од каналот. Чисто да ги споредиме со како тоа би се извело со некоја масивна градба, ова се огромни губитоци како на звучна изолација, така и на статика. Да не зборам на време, да не зборам на педантност. Ви го покажав зидот 215, кој што ви го препорачав кај помеѓу апартмани. Кога веќе покажав масивен зид или зид направен од керамички блокови, само да ја покажам звучната изолација, значи ова се атестирани, односно измерени вредности на звучната изолација, кога ги споредиме со видовите за кои што збориме оваа презентација, гледаме дека едноставно ниеден зид кој што нема барем кнауф зидна облага не може да исполни барање од 52 децибели. Ова е слайд кој што го превземав од претходната презентација, значи каде што збориме за докази, каде што збориме за едноставно мерење на лице место кој што сведочат за нашата звучна изолација. Зборевме за 215 зидот. Меѓутоа јас тука би обрнал внимание на уште еден зид кој што секогаш го кажувам како џокер, а тоа е зидот 212 со диамант плочи. Значи ова е пандан во звучната изолација на зидот 215, меѓутоа потенок и полесен за изведба. Значи, оно што можеме да го постигнеме со системот 215 со Sonicware плочи, да речеме, можеме да го постигнеме со системот 212 со диамант плочи. Диамант плочата е малку повредна плоча од Sonicboard-от, зборам повредна како параметри, како тежина, како отпорност и како цена, секако, меѓутоа како цена на систем, овој систем е можеби и до неколку евра поевтин од системот 215. Нормално има една подконструкција, тоест има работна рака за една подконструкција. Ви го препорачувам најискрено како зид помеѓу апартмани. Го кажав преска. Оно што ми е, еве го 215 како што го зборевме веќе, кога го објаснував 212, морав да го употребам овој детал да го видите како пресек и ми отвори едно друго прашање интересно. Значи еве го системот 212, како во пресек би се извел неговиот спој со под. И најчесто поставувано прашање без разлика на типот на објекти ми е дали кнауф зидовите одат на готова кошулница или одат на под, па кошулницата удира во него. Како технологија ништо не ни менува, сме изведувале зидови дури на готов под, меѓутоа кога збориме за хотели морам да кажам дека кога се работи нашиот зид на готова кошулка, има големи губитоци на звучна изолација под кошулката. Посебно ако под кошулката има изолација од полистирен, кој што има многу мала звучна изолација, дури ја намалува звучната изолација на системот. Значи, кога се работи за проекти за
хотел, секогаш препорачувам барем оној преграден зид помеѓу апартманите и собите да се изведе до кошулка. Кога не се работи за новоградба, кога се работи за санација на одреден хотел, нормално мора да се покрие пак звучната изолација. Не можам да не ги спомнам кнауф зидните облоги. Значи, со поставување на зидната облога можеме да се играме туку да ја подобриме значително звучната изолација. Имам многу интересни искуства, негативни за инвеститорот, меѓутоа со позитивен крај, кога пуштаат мотел или хостел дури, го пуштаат во промет. Имавме еден интересен пред 3-4 години во Скопско Маџир Мало, пуштен хостел, значи збориме за хостел, не збориме за хотел, збориме за хостел кој што нема некои високи барања, или гостите на хостелот немаат некакво високо очекување за звучната изолација. Меѓутоа, човек почнува интересен бизнис, купува семејна куќа и од семејна куќа на 3 спрата прави хостел. Нормално не вложува во звучната изолација, затоа што не ни помислува колку е таа важна. И во првите 5 дена од првите гости на Booking добива, не знам колку е минимална оцена, мислам дека е 1 звездичка, и одма на Booking го ставаат на 7 на 8 страна кога бара некој сместување во Скопје. Одма ги прекина сите, ги откажа сите резервации и во следните викенд и пол, да речам, значи во некои 4-5 дена, му воведовме зидни облоги на сите апартмани и веќе 4-та, 5-та, 6-та година одлично функционира како бренд. Еве зидната облога, што е важно? Важно е што полесна е зидната, односно масивниот зид, што помалку квалитетен или што полесен е, толку потежок систем треба да му донесеме, односно потешка плоча. Оно што е многу важно, што го спомнав и кај проектирањето на стамбени згради, е тоа што секогаш кога се работи за зидот помеѓу соба биде цигла, секогаш кога се комбинира со сувомонтажен преграден зид внатре во собите, звучната изолација е многу далеку подобра затоа што ги нема овие крути врски кои што ја пренесуваат звучната енергија. Еве го што го кажав преска. Кога зидот, постоечкиот зид е полесен, затоа што звучната изолација кај еднослојните системи доаѓа од самата тежина на системот, еве да земеме дека некој зид од 100 кила на метар квадратен, тоа е некаков лесен пенобетонски блок материјал терисан, тој има само 38 децибели. И една зидна облога, да речеме, со соникборд, таа ќе му донесе негде околу, ќе одиме по графикот, и добиваме дека таа ќе донесе негде околу плюс 18 децибели. Ако се работеше за нека масивна, нека полна тула од минатиот век, веќе ќе имаше самата по себе негде околу 51 децибел, 52, и нашата зидна облога ќе можеше да му донесе само 11. Значи, секогаш при санации на хотел обрнете внимание на зидните облоги за едноставно да го постигнете тој мир кај гостите. Дополнително, освен од масата на блокот, зависи и нормално работната рака, која што за жал во Македонија не е во последно време на некое завидно ниво. Млад сум, не знам дали некогаш била, меѓутоа ова е моменталната состојба. Вака се зидан из Македонија и во ова вие не може да очекувате никаква звучна изолација. Еве ги оние инсталации кои што ги спомнавме кај пред 2 недели кај еве го оригиналниот слайд кај стамбените згради. Значи, посебно внимание секогаш им обрнувам на проектите на вертикалните инсталации. Секогаш тоа не само што е мост хоризонтален звучен мост, туку често и вертикален звучен мост. Ова се дел од деталите кои што ги изведуваме околу тие елементи. Еве ги истите детали и кај хотелските соби. Ова е еден слайд кој што повеќе објаснува нормално противпожарноста. Ретко кој хотел модерен има поткровје, меѓутоа ако има, мораме да го заштитиме термички, а и да не е поткрови, нека и рамен кров или завршна плоча, како и да е, мораме термички да го завршиме. Секако, исти се параметрите, 0,2 или 0,25 кај полесните кровови, мораме термички да го заштитиме,
Тоа се прави со околу 20 сантиметри минерална волна, заробена, како да кажам, заробена во системот според можностите. Секогаш пробуваме да биде камена волна во горната зона и стаклена волна над гипсената облога, а како затварање на, доколку се работи за дрвена подконструкција, секогаш, како и во претходните вебинари, препорачувам да се работи со масивна противпожарна плоча од 20 мм, што освен одлична звучна изолација во системот доведува и противпожарност од 30 минути. Кога се работи за нов објект, од срце ви препорачувам фасадниот зид да биде сувомонтажен. Ќе видиме зошто понатаму. Еве, значи не само што добивате повеќе простор во вашиот хотел, туку и доведувате ново, многу повисоко ниво на енергетска ефикасност. Хотелот еднаш се гради, а 20 на 30, 40 години се грее, се лади, и ваква добивка во енергетската ефикасност значи многу пари за инвеститорот. Особено кога не се работи за стамбена зграда, каде што инвеститорот има недоумица дали купувачите ќе го прифатат сувомонтажниот фасаден зид, овде кога ќе му се објаснат, кога ќе му се покажат предностите во цената на одржување на објектот, 99% од моје искуство ми е дека инвеститорите ги прифаќале овие сувомонтажни фасадни зидови. Значи добивате зид кој што ги има овие детали. Пример, ова е за тие што го немаат слушано вебинари или што не сме зборали лично за овој фасаден зид, ова е зид кој што целосно елиминира потребата од блокови во објектот и е составен од единечна челична подцинкувана подконструкција КНАУФ од 100 мм ширина, исполнета со 100 мм камена волна вонатре, од внатрешна страна со гипсени плочи, стандардни, некој тип на стандардни гипсени плочи, и од надвор една гипс фазер плоча, оваа плава плоча која што гледате, тоа е така наречена гипс фазер плоча. За колегите кои не знаат, тоа е пресувана, специјално произведена гипсена плоча, која што има цврстина на допир нешто како медиапан, и која што има можност од надвор да носи контактна фасада залепена и затиплана на системот. Ги има сите сертификати, ЕТА, противпожарност, звучна изолација, целосно измерено, и ви стојам на располагање да ви помогнам во следните ваши проекти за хотели или за било кој друг тип на зграда, да ги пресметаме добивките и да ги заедно да го испланираме во објектот. Значи, со само 6 см стиропор од надвор, стиропор или камена волна, пак ќе биде тоа ваш избор на инвеститорот, добиваме термичка изолација од 0,22 вати на метар квадратен Келвин. Звучната изолација е како е важно, особено ако се работи за хотел во урбана средина, а масата, значи споредете со било кој друг тип на фасаден зид, 49 кг по метар квадратен е нешто што е, како инженери можеме да се замислиме, предност. Имаме десетици веќе хотели изградени со овој систем, ќе кажам два најголеми и можеби најачик што викаме, најачик место, секојдневно поминуваме покрај нив. Вториот хронолошки е хотел Мериот. Ова е објект кој што е направен целосно од сувомонтажен систем, значи дури и оваа фасада која што благодарение на трендовите во тој период изгледа масивна, изгледа тешка, е направена од зид со тежина од 49 кг и со ширина од 10 см на меѓукатната конструкција. Втор хотел е сега за жал веќе скриениот хотел Солун, кој што се наоѓа позади стара печатница Гоце Делчев. Многу интересен хотел кој што е направен дури со двојна подконструкција, не е со единична, туку е со двојна подконструкција. Во неговиот фасаден зид има негде околу 10 плюс 7 плюс 7, 24 см изолација има на овој фасаден зид. Ова е објект со феноменална ниска цена на одржување. Имаме информација дека месечната цена на струјата им е под 50.000 денари. Информацијата ми е од собственикот на хотелот, а во овие 50 и нешто илјади денари се сите целата струја, значи не само за грејење, туку и за осветлување, за било што во хотелот. Нормално, освен КНАУФ фасаден зид, за таа цена има и термички и топлотни пумпи, има многу нови технологии, меѓутоа уште еден предизвик за вас, колеги архитекти, да
се понапред и понапред да ги буткаме хотелите. Аквапанел системите па нудат една уште поголема слобода во изразување, се повеќе слайдови од хотели и од стамбени згради низ Европава, значи уште поодврзани раце да направиме уште послободни форми кои што на крај крајава денеска хотелите пред се пленати со својот изглед на прв поглед. Ова се интервенции кои што не мора да бидат целосен фасаден зид. Ова е филхармонијата во Хамбург. Делумно, него преку 30% од, може скоро 50%, половина од долниот дел, кој што го покажувам сега, е хотелско сместување. Горе е филхармонијата, доле е хотелско сместување. Че еден мултифункционален објект би рекол. Ако не се работи, ако инвеститорот не избере да работи со сувомонтажен фасаден зид, алтернативата да се постигне нормално 0,35 колку што бара правилникот е доколку се работи за керамички блок потребни ви се 10 см полистирен или 8 см графитен или 10 см камена волна, а доколку се работи за пенобетонски блокови негде околу 8 минимум до 9 см за постигнување на 0,35. Значи ќе ги споредиме 0,35 колку што бара законот и колку што може да овозможат овие блокови со 0,22 со КНАУ V333 системот. И тука можеме да ви изреземе во пресред, секако дека освен и на сувомонтажниот систем мора да се нанесе оваа контактна фасада, имате избор да работите со камена волна или со полистирен. Сите предности на камената волна и економичноста на полистиренот. Значи имаме ЕТА сертифицирани системи за контактна фасада. Што значи ЕТА? За тие што не знаат, ЕТА е европски сертификат или European Technical Approval, кој што дава дозвола, техничка дозвола за користење на тој систем на европско тло на база на многу други тестови, на база на тестови со УВ, со мрзнење, со удар на ветер, со оштетувања. Едноставно во тестовите се симулира 20, 30, 50 години користење на системот и доколку ги исполни, системите го добиваат овој престижен сертификат. Кај камената волна, што знам, може би во хотелската изгледа највеќе бија како адут бија издвил трајноста. Значи сепак кога се работи со фасада со камена волна, трајноста е, да не речам, векот е траен, значи ова е траен материјал кој што не губи со време, кој што не гори, ова не горив материјал, има огромна димenzионална стабилност, што значи на топло-ладно ширењето му е минимално, што е своевидна гаранција од пукање и промени. И доведува една нова вредност на интериерот, а тоа е на пародифузност. Значи никогаш објекти со камена волна нема да имаат повишена влага внатре. Ме повикувам да го погледнете вебинарот на YouTube за фасадни системи, каде што убаво со колегата Александар ги разглаваме овие предности. Нормално сега, кога ќе навлеземе во детали во фасадата, секако тука е цоклето, кој што се работи со материјали кои што не подигаат капиларна влага и нормално со акрилни, да не речам пластични завршетоци кои што имаат исто така голема отпорност на влага. Доколку се работи за санација, ви ги препорачувам од срце малтерите, гипсените глед малтери MP75, кој што е одличен санацијски малтер, значи освен што е одличен малтер за ново изградени објекти, кој што се користи малтерне масовно во Македонија, одличен санацијски материјал MP75 и неговиот брат, да го наречам, Родбанд, кој што е високо леплив малтер, меѓутоа да не ве оптоварувам со имиња и со податоци за материјалите, ви стојам на располагање на следниот ваш проект, било да е хотел или било кој друг на објект, да ги разгледаме. Глед масите секако се важна завршница за хотелите, а не можам да не спомнам, освен оние стандардни, да ги речам бели, како да ги наречам, едноставни глед маси, кога се работи за хотелска изградба, не можам да не ги спомнам и декоративните техники, кои што се и како важни за едноставно изразување на уникатноста на архитектонскиот проект. Имаме широка палета на глед маси, кои што може да ви помогнат да направите било каква декоративна техника,
а ова се неколку предлози. Значи, дрво, шпатулато, Рафаело, трева, антико, джинс, да се бали да ги броиме. Хидроизолацијата е многу важна ставка во заштитата на хотелите, затоа што една хаварија во хотелот може многу пари да му изгуби на инвеститорот, доколку се работи со студомонтажни системи, само локално ја нанесуваме хидроизолацијата. Целиот под со десетина центиметри по висината на зидот и зоните со директно прскање со вода. Имаме хидроизолација за надворешна и за внатрешна употреба. Флехендихтот кој што го гледате сега, со многу интересна кнаув боја, ја викам, е за внатрешна употреба и имаме поширока палета на хидроизолација за надворешна употреба. Она што сакам да одвоам пар минути за она што го сметам многу важно во периодов, го истакнав и кога зборевме за куќи и за згради. Особено е важно кај хотели, затоа што кај хотелите се повеќе е присутна високоформатната керамика. Значи веќе последните хотели што ги работевме имаме, верували или не, ќе верувате архитекти сте во дописи со тие материјали, по 2,5 по 3 метри долги плочки. Различна технологија, различен материјал, меѓутоа тоа се плочки со по 3 по 4 квадратни метри површина. И затоа ќе представам на брзинка целата палета на кнауф лепаци, значи основниот дин лепак, флекс за поплачување, за надворешно поплачување, технологија плочка на плочка, понатаму екстра флекс, кој што е за уште поголеми формат, и на крај ќе завршам со новиот К6 лепак за поплачување. Ова е ергела, да речам, на кнауф лепаци, која што во последно време, зашто толку внимание им обрнувам, почесто во јавни објекти посебно приметувам многу одлепени плочки. Тоа е заради лошиот избор на лепак. Се надевам дека веднаш после Нова година ќе направиме еден интересен вебинар само на оваа тема, која што можеби на лаици ќе им изгледа банална, меѓутоа на инженери ќе им биде многу информативна како да изберат точен тип на лепак соодветно на подлогата. Ке се видиме и на оваа тема после Нова година. Нормално лепаците си имаат и соодветен тип на фуга, која што е многу важна. Ке збориме во следните вебинари за нивоа на заштита и ќе ги спомнеме понатаму. За крај, нема да биде хотелот чист ако соодветно не го изчистиме, не го заштитиме од оштетување во понатамошната обработка на хотелите. И ова се средства кои што ги имаме на секаде низ Македонија и кои што ви стојаме на располагање и дополнително да ви информирам. Морам на крај да одделам уште пар минути за референтните објекти. Реков, дали за жал, дали за среќа, довербата во Македонија први ни ја доделија хотелите и нивните архитекти. Ќе го спомнам, можеби првиот, би да речам, првиот приватен, голем, луксузен, како да го наречам, хотел во Македонија, хотел Александар Палас, на проект на Студио Проектинг, на Ателје Проектинг, хотел кој што веќе влегува во третата деценија на користење, секогаш имал врвни оценки од гостите. Потоа довербата ни ја доделија за реновирање Метропол, односно резортот Пелви и Метропол на Охридско езеро, пред 10 години Рамада Плаза и хотел и Принцес Казино на границата помеѓу Македонија и Грција, понатаму Ибис хотелот, Даблтри Хилтон, Лимак кој што го очекуваме набрзо. Во секој случај ова не набројував многу хотели затоа што колку и да ги набројувам ќе заборавам некој хотел кој што направен сигурно од некој наш ценет колега архитект, затоа само 5-6 можеби најголеми ставив, приметувате дека ставив и франшизи, ставив и локални големи хотели, а ставив и локални помали хотели, како што е хотел Лаки во Охрид, кој што ми е многу интересен хотел, кој што ќе ми отвори после Нова година една нова тема. Приметивте дека не ја направив она разлика помеѓу мокро и влажно, значи мокра и влажна просторија. Сите овие хотели кои што ги видовте во себе имаат и спа центри. Тоа е една интересна тема која што ќе обработиме после Нова година.
во претстојните месеци. Тие би ги рекол мокри чворови, не влажни чворови, него мокри чворови, мокри простори имаат сосема ново ниво на водоотпорност. Таму работиме со други хидроизолација, работиме со цементни плочи, меѓутоа ќе оставам да биде еден можеби пократок, меѓутоа доста информативен вебинар на таа тема. За крај би го спомнал заради ексклузивноста и резортот One and Only. Ова е интересен хотел. Во светот ги има само 4 или 5 вакви хотели. Најблиску нас ние во Црна Гора, во близина на Херцег Нови, во едно интересно мало, ново проектирано и ново изведено, кој што се вика Порто Нови. Ова е хотел кој што, мислам дека не ни котира со звездици, ова е хотел кој што е толку ексклузивен што малтене и нема премногу информации за него на интернет. Ова е еден комплекс кој што целосно се довари се му довери на Кнауф, тука се вградени многу Кнауф системи, Кнауф диамант плочи, Кнауф аква панел и има многу интересен интериер, дека неколку пати го посетувам додека се работи. Нашите ѕидови кои што во овој комплекс ги исполнуваат сите најстроги барања, звучна изолација, противпожарност, носивост, хотелот ги поплочува со различни типови на облоги. Најинтересната ми е на нашите ѕидови лепат бакар, патиниран бакар. Многу интересно изгледа, не ми дозволија последниот пат да сликам, меѓутоа се надевам дека во брзо време ќе ги имаме фотографиите и ќе ги споделиме со вас. Што сакав да направам со сите овие лога и со сите овие референтни објекти, да ви, освен што технички ви ги презентирав нашите системи, со гордост ги презентирам овие логоа како логоа на инвеститори кои што ни дале довербата да им ги оформиме нивните објекти, а ние сме оправдале таа доверба. Дека сме оправдале можете да видите со оценките нивни на Booking или на било кој друг сајт за резервации на хотели или во комуникација со менаџерите и собствениците на овие хотели. Реално доста енергија губам во понудувањето на системите, во објаснувањето, да не речам колку енергија губиме на системското вградување, колку што е важно точно да е избран системот, толку е важно и нашите монтери кои што со радост ги обучуваме и ги следиме, да не речам груп зборе контролираме, меѓутоа секојдневно сме им на објект до кога се работат особено овие хотели. Многу ми е важно да се постигнат сите параметри кои што ги спомнавме. Значи, освен што ви ги покажав технички, ви покажувам кој се во Македонија ни дал доверба. Многу, сигурно сум дека уште 32 килога можев да постирам, меѓутоа ќе ги споделам за следниот наш состанок на тема вашиот нов хотел. Ова е еден слайд кој што пак го земав од минатата презентација, тоа е еден слайд кој што ќе ви покаже сликовито на кои све платформи ќе ви бидам достапен зимава. Не знам какви услови не очекуваат во ова лудо коронашко време. Тука сум освен на телефон, значи освен тоа што во секој време можете да ме добиете на телефон, можете преку Viber, преку WhatsApp, да ни пишувате преку Instagram, преку Facebook, преку Messenger, состаноци преку Zoom, преку Teams, преку Skype, вебинари веќе ги продолжиме секако преку Livestorm и ви најавувам дека одма после нова година почнуваме со интересен newsletter на теми кои што вас како архитекти, како инженери, како градежници ќе ви бидат интересни. Дали имате некакво прашање врзано за вебинарот? Ќе проверам и во question дали има нешто напишано. Ако нема, ова ќе го сватам дека сум бил јасен, иако денеска споделив доста информации. За ден-два ова видео ќе биде поставено на YouTube, можете да се ме вратите пак да погледнете и ви стојам на располагање. Пошто ни е последно дружење за годинава, ви посакувам, прво не можам ништо друго да ви посакам освен здравје, таков е периодот, и посакувам нормално и многу проекти, многу вредни проекти, сработени по многу високи цени проекти, и меѓутоа пред се здравје, затоа што таков е периодов. Чувајте се и се гледаме да се слушаме само за убави работи. И посакувам среќна нова година, со многу мир, со многу среќа во семејствата
и да се гледаме од 8 јануари само за убави работи. Фала ви на вниманието и се гледаме, се слушаме. Пријатно.